Нема компромис со здравието на гостиварци. Водата прво мора да биде целосно безбедна и чиста, и тоа 3 дена поред, пред властите да ја кренат забраната за пиење од чешма. Велат дека нема да дозволат ниту најмал ризик и забраната ќе остане на сила, се додека анализите не потврдат дека водата е целосно исправна. Здравствените власти секој ден земаат примероци на повеќе места низ градот. Во неа нема веќе фекали и измет, но има присуство на други бактерии. Сакаме да бидеме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Во однос на временската рамка, кога ќе протече чиста вода за пиење, министерот Клековски не сакаше да шпекулира. Единствено посочи дека водата во моментов може да се користи само за техничка употреба. Секој ден се прават анализи од најмалку 9 кориснички места, која ќе биде сопствено. Значи многу е неблагодарно да предвидам какви ќе бидат тестовите. Премиерот Христијан Мицкоски вчера алармираше дека иако фекалните бактерии се отстранети од водоводот, проблемот не е завршен. По хиперхлорирањето во водоводната мрежа во Гостивар се појавила нова бактерија. Поради тоа водата и понатаму не смее да се пие, а забраната останува се додека сите анализи не потврдат дека е целосно безбедна. Инаку квалитетот на водата е значително подобрен, затоа и намален бројот на новорегистрирани случаи. Според податоците од Министерството за здравство, вчера се прегледани 73 пациенти кои побарале лекарска помош. Во моментов се хоспитализирани 2, еден на ефективно и еден на педиатрија.